централно издание на дневникот на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Советот на општина Велес донесе одлука. Следните 2 години социјално загрозените семејства нема да паѓаат вода. За 2 месеца треба да завршат градежните работи на автопатската делница Демир Капија Смоквица. Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес го одбележа Светскиот ден на театарот 27 март. За 2 месеца треба да завршат градежните работи на автопатската делница Демир Капија Смоквица. Вкупната должина изнесува 28 километри. Делницата започна да се гради кон крајот на 2012 година. Инвестицијата чини 220 милиони евра, средства обезбедени од Европската унија и владата на Република Македонија. 28 километарската автопатска делница од Демир Капија до Смоквица рече си е готова. Последниот објавен видеоматеријал на Телеграф МК говори за сложеноста на оваа градба. 6 моста, 2 надпатника и 6 подпатници. Ова се основните елементи на модерната автопатска делница, која го комплетира коридорот 10. Започна да се гради кон крајот на 2012 година. Вкупната инвестиција е околу 220 милиони евра. Средствата се обезбедени од Европската унија и владата на Република Македонија. За познавачите на состојбите, ова е најмодерната делница во регионот. Иако целта е посигурен и побезбеден сообраќај, многумина велат дека атрактивната природа покрај која е градена делницата, особено пред и после високите мостови, ќе биде причина за често користење на просторот за времено запирање и одмор на патниците. Автопатската делница од Демир Капија до Смоквица е нашата конекција со европските држави, но и со Солунското пристаниште. Градежните работи, според најавите на надлежните, треба да завршат за 2 месеци. 1451 километар е вкупната должина на коридорот 10. Со отварањето на асфалтните бази започна реконструкцијата и подобрувањето на патната инфраструктура, како во Кавадарци, така и низ селата во Кавадаречко. Се реконструираат и се санираат Западен и Северен булевар, улицата Страшо Пинџур. Комплетно ќе бидат реконструирани и пристапните патишта до селото Дреново и патниот правец од Возарци до браната на Хец Тиквеш, најави градоначалникот Александар Панов. Минатата недела започна санација и комплетно крпење на ударните дупки на Северен булевар. Истовремено се врши реконструкција на Западен булевар, а улицата Страшо Пинџур, која во моментов е изгребана, ќе биде асфалтирана, најави градоначалникот Александар Панов. Комплетно крпење на Северен булевар ќе следи овие денови. Улицата Страшо Пинџур е веќе изгребана и чекаме неизино асфалтирање. Со тоа што забавивме некој ден токму заради неможноста да се набави асфалт пред периодот кога што беше најавено, бидејќи генерално секоја година на 15 март се пуштаат во употреба асфалтните бази, меѓутоа оваа година тоа не се случи, можеби заради дождовите кои што паднаа во тој период. Западен булевар исто така се спрема за асфалтирање. Комплетно ќе бидат реконструирани и пристапните патишта до селото Дреново и патниот правец од Возарци до браната на Хец Тиквеш. Ќе се санираат и оштетувањата на улиците каде има бекатон во местните заедници. Нешто што посебно би се одвоило околу ова поплачување, тоа е дека поплачувањето како феномени или како појава повеќе е застапено во селските урбани заедници. Деновиве завршивме неколку улици во Чемерско, во Горна Бошава, последната во Рожден, каде што дури имав и рекламација за одреден неквалитет. Значи претежно по селските урбани заедници. На неколку локации во градот, освен улиците и патиштата, се реконструираат и тротоарите со поплачување на бекатон плочки. Панов најави дополнително подобрување на патната инфраструктура во сферата на асфалтирањето и во наредниот период.
Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими изјави дека Министерството не планира поместување на старосната граница за пензионирање и понатаму останува законското решение жените да се пензионираат на 62 години, а мажите на 64, посочи Ибрахими. Нема поместување на старосната граница за завршување на работниот век и стекнување на правото на пензија. 62 години за жени и 2 години потоа за мажи. Оваа законска регулатива останува и понатаму, потврди Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Нашата интенција е да создадеме стабилен пензијски систем во Република Македонија. Можам слободно да кажам дека Министерството за труд и социјална политика не размислува во насока на намалување на годините на старост за пензионирање. Туку си останува на постојното решение 62 години за жени и 64 за мажи. Кај граѓаните постојат негодувања. Тие сметаат дека сепак треба да се намали старосната граница. Да се зголеми не треба. А за да се намали, ако има шанси, може да се намали. Иначе да се зголеми не би требало. И во е доволно. Помлади треба 55 години. Мисля дека треба да се намали, бидејќи смртноста е намалена на пониски проценти, на пониски години. Да се вратеше на старото уште поубаво ќе беше, затоа што и здравствено ќе беа подобри, пензионерите што ќе одат. Меѓутоа сега ја мислам дека не одговараат овие години за пензионирање. Последните февруарски податоци на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување покажуваат дека во Македонија има 302.531 пензионер. Најголем дел од нив се корисници на старосна пензија или вкупно 188.625. 37.636 лица добиваат инвалидска пензија, а 76.270 имаат семена пензија. Просечната пензија во земјава достигна 13.811 динари. Највисоки се воените, а најниски се земјоделските пензии. Иако во другите земји се зголемува старосната граница, министерот Ибрахими вели дека Македонија во случајов нема да прави дополнителни промени. На 66-та седница на Советот на општина Велес изгласана е новата предлог одлука следните 2 години социјално загрозените семејства да не плаќаат вода. Според градоначалникот Славчо Чадиев, на овој начин ќе им се помогне на оваа група граѓани се до решавање на нивниот статус. Еден проблем помалку за социјално загрозените семејства. Во наредните 2 години ќе бидат ослободени од плаќање на сметките за вода и комуналии. Ова е новата предлог одлука изгласана од страна на советниците на 66-та седница на Советот на општина Велес по предлог на градоначалникот Славчо Чадиев. Тој вели дека на овој начин ќе им се помогне на оваа група граѓани се до решавање на нивниот статус. Лицата кои што ќе обезбедат потврда од Центарот за социјална работа и ја приложат во комуналното предпријатие Дервен бидат ослободени во наредните 2 години од плаќање на вода по некој просек што е израчунат повеќе од 4 кубика по глава на човек, односно негде околу 20 кубика месечно. Јас се надевам дека со ова ќе успееме на нашите сограѓани во општина Велес да им помогнеме во сегментот кој што се среќава со своите екзистенцијални проблеми, се до нивното решавање, значи во овој 2 годишен период со нивниот статут. Единствена обврска на социјално загрозените семејства е што ќе мораат секој месец потврдите од Центарот за социјална работа да ги доставуваат во ЈКП Дервен, потенцира Чадиев, додавајќи дека ова се прави во насока на подобрување на екзистенционалниот живот на граѓаните на Велес. Се што е во интерес на граѓаните од Велес ја има поддршката од советниците на ВМРО ДПМНЕ и коалиционите партнери. Таков е и случајот со новата мерка за ослободување од плаќање на сметките за вода и комуналии, рече денеска на пресконференција советникот Петре Саздов. Тој во име на советниците од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ апелираше семејствата од социјален ризик да ја искористат мерката која е со важност од 1 април 2017 до 1 април 2019 година. Оваа денешна одлука е уште еден доказ дека грижата за лицата во социјален ризик е приоритет во работењето на Советот на општина Велес и локалната самоуправа. Ослободувањето од обврската да плаќаат вода за социјално загрозените семејства значи намалување на месечните трошоци
и намалување на давачките за околу 1000 велешки семејства. Како советничко мнозинство, ние во континуитет ги поддржуваме проектите кои имаат за цел да ја унапредат грижата за најранливите категории на граѓани. Покрај оваа денешна одлука би сакал да ве потсетам и на проектот на владата предводена од ВМРО ДПМН за еднократниот отпис на долгови, кон кој ние како Совет на општина Велес се приклучивме со донесување на одлуки за еднократен отпис на долгови по однос на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување. Годишниот ДК од Неготино заработи кривична пријава за сторени 2 кривични дела измама. Минатата година во месец февруари и март пријавениот истакнал оглас на интернет огласувач дека нуди вработување во странство, зашто лажно се представувал дека е ДН од Скопје и дека посредува за добивање на работа во Германија. Истиот во неколку наврати довел во заблуда 2 лица од Охрид кои на трансакцијска сметка од пријавениот уплатиле износи од 90.400 денари, но по поминување на договорениот рок не добиле никакво известување за тоа кога ќе бидат работно ангажирани. А 30-годишен велешанец со иницијали СК заработи кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 22 ноември минатата година околу 12 часот пријавениот фрлил едно полиетиленско пакување при обид на полициски службеници да извршат преглед врз него. При извршен преглед на мотор и патничко возило кој ги управувал пријавениот, одземени се 6,47 грама наркотична дрога марихуана. А денеска се одбележува Светскиот ден на театарот. По тој повод во Велешкиот театар се читаа пораки за сценската уметност. На одбележувањето на денот присуствуваше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, како и бројни театарски работници. Вечерва на малата сцена од театарот примерно ќе биде изведена представата Театар Љубов моја од Валери Петров, а во режија на Дејан Дамјановски. Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот го одбележува Меѓународниот ден на театарот 27 март. Овој ден се прославува со представи и читање на пораките за сценската уметност. Оваа година автор на светската порака е француската актерка Изабел Ипер, додека автор на македонската порака е Благој Мицевски, костимограф, режисер и уметнички директор на Народниот театар од Битола. Дел од пораките во театарот во Велес прочита Васил Зафирчев, актер и уметнички директор на Велешкиот театар. Како што се вели, не постои театарот поради нас, туку ние постоиме благодарејќи му нему. Театарот е силен. Тој се спротиставува и преживува се. Војни, цензури, сиромаштија. За мене театарот е оној другиот. Тој е диалог. Тој е отсуство на омраза. Театарот има моќ да го менува човекот, да создава подобри светови од оној во кој што секојдневно живееме, да создава слики што порано не сме ги виделе, јазик што сите го разбираме и на кој заедно се смееме или плачеме. Некои велат дека театарот е во криза. Со тоа не се согласувам. Во криза е човекот кој не сака безгрижноста на својот дом, удобноста на својата фотејлја и виртуелниот свет, да ги замени со реален, вистински контакт и возбуда. На одбележувањето на Меѓународниот ден на театарот присуствуваше министерот за култура во владата на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милевска, како и бројни театарски работници. Република Македонија има извонреден театар, силен уметнички потенцијал, врвни уметници кои создадува исклучителни театарски остварувања и освоија бројни признанија и награди на национално и меѓународно ниво. Вие сте нашата гордост и ние сепак ќе продолжиме со сето она што и досега го работевме во насока на инвестирање во нашата култура, бидејќи сепак инвестициите говорат пред се за нашата огромна почит кон нашата традиција, култура, историја и пред се кон нашиот македонски идентитет. Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот Светскиот ден на театарот ќе го одбележи со премиерна изведба на представата Театар Љубов моја.
Представата е работена по текст на бугарскиот автор Валери Петров во режија на Дејан Дамјановски, а по драматургија на Сашо Димовски. Во представата играат Кица Ивковска, Зорица Панчич, Кети Борисовски и Италија Настова. Сценографијата е на Филип Коруновски, костимите ги изработи Раде Василев, а музиката е на Сашко Костов. На денешното продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ го потсети Зоран Заев дека токму тој на вчерашното интервју изјави дека дебатата за сите проблеми во државата треба да се води во Собранието на Република Македонија. Пратеникот Антонио Милошовски повика сите пратеници заедно да ја отфрлат тиранската платформа и било какви договори правени во други држави. Според информациите со кои располагаме, засега заговорници се имаат само пратеници од ВМРО ДПМНЕ, додека Оливер Спасовски од СДСМ побара да се ограничи нивното говорење. Во продолжение останатите вести од Македонија. Пратениците денеска ја продолжија работата на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. За дебата се пријавени 50 на пратеници. Од ВМРО ДПМНЕ нагласуваат дека дебатата во Собранието е неопходна, а пратеникот Антонио Милошовски побара да се почитува досегашната практика и председател на Собранието да се избира од редовите на коалицијата со најмногу пратеници. Комисијата треба да има во предвид дека на овие избори победничка партија и пратеничка група беше ВМРО Демократска партија за македонско национално единство и коалицијата за подобра Македонија. И затоа сметаме дека согласно волјата на народот и согласно на парламентарната демократија, кандидат за председател и председател на Македонското собрание треба да биде од редовите на оваа победничка коалиција, како почитување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. На меѓусебните реплики кои ги имаа пратениците од ВМРО ДПМНЕ реагираа СДСМ. Деловникот за работа не е прекршен, потенцираше Трајко Велјановски, кој до изборот на нов председател ќе биде собранински спикер. На една дискусија од пратеничка група, иако ќе ми речете сега нема пратеничка група и затоа сите може да се јавуваат за реплики, имајќи во предвид дека најголемиот дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ се пријавени за реплики на говорникот од ВМРО ДПМНЕ. Има стенограми од сите седници. Ќе ги проверете ги или службите ќе ги проверат, ќе ги дадат стенограмите. И ве молам, значи така е согласно, не дофрлајте од место господја Шекеринска, не дофрлајте. Така е согласно деловникот. Сега дали е политички исправно или не е политички исправно, ваш став е едниот, став на другите е друг. Јавноста има трет став и јавноста најдобро ќе го цени, ќе го знае дали е кој од тие ставовите се најисправни. Да не му текнуло на некој да го ускратува правото во овој законодавен дом за дебата. Вака реплицираше пратеникот Илија Димовски. Дека во текот на вчерашниот ден од страна на председателот на Социјалдемократскиот сојуз имавме апел за дебата во собрание и за отварање на сите прашања како клучно место кое што е најзначајно каде што треба да се разговараат сите дилеми. Очигледно е дека во овој постизборен период се отворија многу теми кои што не беа дел од изборниот период. И ние како Собрание на Република Македонија имаме прво лична одговорност, второ имавме во текот на вчерашниот ден апел од председателот на Социјалдемократскиот сојуз да ги отвориме сите прашања во Собранието на Република Македонија и да ги разговараме. Од тука мислам дека дебатата е право на пратениците, гарантирана и со устав и со деловник на Собрание на Република Македонија. Се надевам дека на никого воопшто нема да му дојде идеја да ја ограничи или да ја ускрати дебатата на пратениците, која што е гарантирана со уставот како највисок акт на државата и со деловникот како основен акт за действување на Собранието. На Македонија е потребна дебата и тоа треба да се случува во Собранието, рече од собраниската говорница пратеникот на ДУИ Джевата Деми. Пратеникот Иван Стојковиќ потсети дека во Македонија не живее само албанско-малцинско население. 20 пратеници на СДСМ ги ставија своите потписи на барањето испратено до Собранието за избор на председател на парламентот. Талат Џафери од ДУИ е нивниот кандидат за председател на Собранието.
Околу 4000 невработени лица од денеска ќе може да аплицираат за мерката обука кај познат работодавач. Обуката ќе трае 3 месеци, период за кој невработените ќе добиваат по 7400 денари месечно, а компанијата која ќе ги обучува по 1399 денари по лице месечно за најмногу 20 лица. По обуката работодавачите се должни на работа да задржат половина од лицата кои биле обучувани, и тоа во период од најмалку 1 година, информираат од Агенцијата за вработување. Доколку обуката ја посетуваат примателите на социјална парична помош, тие ќе продолжат да го остваруваат ова право за нејзиното време траење. Ако пак се работи за лица кои се по 29 години и ја помина оваа обука, работодавачот ќе може да смета и на ослободување од плаќање придонес во текот на првата година од вработувањето. Според досегашните искуства, дури 70% од лицата кои посетувале обуки, работодавачите ги задржале на работа, велат од АВРМ. За реализација на оваа мерка се обезбедени 11 милиони и 335 илјади денари во буџетот на Агенцијата за вработување. Во изминативе 7 дена на телефонската линија за медицински совети Ало докторе имало 1196 јавувања. Јавувањата најчесто се за совети поврзани со респираторни кардиоваскуларни симптоми, главоболки, покачена телесна температура, кашлици и симптоми на болка. На лицата кои побарале здравствена помош им е даден медицински совет и соодветна симптоматска терапија. На линијата која е отворена секој ден 24 часа непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето, може да добијат од 25 доктори кои се достапни за јавувањата од граѓаните од сите градови на Македонија. Од отварањето на линијата 15 септември 2014 година па се досега вкупно 145.832 повика се регистрирани на телефонската линија за медицински совет Ало докторе. Линијата 02151223 е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на било какви симптоми на нарушување на здравјето. Доцна синоќа во близина на Ливерпул се урнале неколку згради како последица од експлозија на газ, при што се повредени најмалку 34 луѓе, од кои двајца се во животна опасност. При експлозијата е уништена зграда каде се наоѓало студио за танц, а потоа се урнали неколку околни згради. Евакуирани се лицата од домовите што се наоѓаат во близина на местото каде се случила и несреќата. Повредените лица се хоспитализирани. Експлозијата предизвикала големи материјални штети. Останатите вести од светот во продолжение. 32,58% од гласовите на предвремените парламентарни избори освои партијата на поранишниот премиер Бојко Борисов, граѓани на Европски развој на Бугарија, покажуваат првите резултати од изборната комисија по преброените 89% од гласовите. Според досега преброените гласови, ГЕРБ ја има довербата на 32,58% од граѓаните, што значи дека за оваа партија гласале малку над 1,041 милиони избирачи, со што би имале 96 пратенички места. Бугарската социјалистичка партија освои 26,82% или 79 пратеници. Обединети патриоти со 9,17% од гласовите или 27 пратенички места. Конечните официјални резултати се очекуваат в четврток. Лидерот на БСП Корнелија Нинова го призна поразот и честиташе на победата на партијата на Борисов, дополнувајќи дека незината партија ќе се обиде да формира влада доколку ГЕРБ не успее. Европската унија ќе умре бидејќи луѓето не ја сакаат, е ставот на Мари Ле Пен, лидерот на францускиот крајнодесничарски национален фронт и кандидат за председател на Франција. А на арогантните и хегемонистички империи им е пишано да загинат, додава Ле Пен. Дојде време за уништување на глобалистите, истакна таа и ги обвини своите политички ривали, центристот Емануел Макрон и конзервативецот Франсуа Фион за предавство поради нивните политички платформи за поддршка на ЕУ и пазарната економија. Председателските избори во Франција се следната фаза од глобалниот бунт на луѓето по Брекзит и победата на Доналд Трамп на председателските избори во САД. Вистинскиот волк во Франција ќе биде преживувањето или смртта на ЕУ. Тие ќе бидат своевиден на референдум, додаде Ле Пен.
Илјадници лица, вклучувајќи туристи, беа евакуирани од крајбрежните градови во Северна Австралија поради приближувањето на силниот циклон Деби, јави ДПА. Се очекува циклонот да стаса до северната територија на Австралија утре наутро, со ветрови со брзина до 240 км на час по линијата на крајбрежјето долга 100 км, соопшти метеоролошката служба. Премиерот Малком Трмбол предупреди дека луѓето кои живеат во областите каде што се очекува да погоди циклонот треба да одат на безбедно место. Циклонот се формираше пред неколку дена на отворено море во близина на брегот на Квинсленд и се очекува на копно да стаса утре наутро. Евакуирани се 3500 лица од градовите Хоум Хил и Прозепрајн на 100 километри од туристичкиот град Таунсвил. Наредба за евакуација ќе биде издадена и за други 2000 лица. Затворени се 100 училишта. Денеска имаме облачно време, температурата се искачи до 14 степен. Утре ќе имаме слично време со температура од 9 до 18 степени. Деталите за временската прогноза во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!